Вечер во почитуваме, ние имаме еден несекојдневен настан, презентација на уникатна изложба на прекрасни лејки, кои што се во реализација на креативноста, исто така уникатноста, вештите раце, а секако и прецизноста на нашиот сограѓанин, господинот Звонко Спасовски, кој воедно е автор на оваа изложба. Насловот на изложбата, почитувани, е Тиквешка магија, како што се и самите експонати. Моето обраќање ќе го почнам со една мисла поврзана со креативноста и со создавањето. Желбата за создавање е една од најдлабоките копнежи на човечката душа. Создавањето на уметност ја зајакнува и ја храни нашата природна, љубопитна и креативна природа. Преку уметноста, уметникот ја ослободува имагинацијата која што сама по себе е дар, односно дарба. А таква дарба има нашиот вечерашен автор, кој што го познавам долги години наназад и чија што креативна работа исто така ја познавам, и затоа посебно задоволство ми причинува што оваа убавина може на овој начин, значи преку изложба, да биде презентирана пред пошироката јавност, пред кавадарешката публика, се надевам и пред пошироката јавност во нашата Македонија и надвор од неа. Ова е иначе прва самостојна изложба на Спасовски, на која е представен само дел од неговото богато и разновидно уметничко и креативно творештво, а тоа се преубаво декорирани лејки кои се резултат на дарба, едукација, имагинација, креативност, уникатност, а секако богами и на страшна прецизност. Природата и уметноста се како материјал и креација. Во овој случај, лејката е материјалот, а уметникот со вжештениот пирограф како со магично стапче, нанесувајќи ги виртуозните линии на обичната лејка, како во бајка лејката се преобразува во кралска кочија, исто како што пеперутката од ларва се преобразува во магична и божествена творба. Најчест символ аплициран на лејките на Звонко е цветот на животот, но секако застапени се и други мотиви, македонски мотиви, мотиви од нашето културно, уметничко и духовно наследство, мотиви од тиквешијата, од животинскиот свет, универзални мотиви. Изработката на декоративни лејки ја започнува како хоби во 2003 година. Самоук, чекор по чекор, создава своја препознатлива техника, при што на лејките врежува свој собствен препознатлив печат и белег. Во 2004 година на базарот за ракотворби во Скопје награден е со плакета за најдобар производ во конкуренција од 150 учесници. До 2015 година редовно учествува на овие базари. Првата ламба од лејка ја изработува во 2008 година и од тогаш постојано ја усовршува оваа техника и соработува со сите најголеми мајстори од оваа фела во светски рамки. Многу значајно е да се нагласи дека има развиено своја собствена техника која што со гордост ја нарекува македонска и на тој начин обезбедува авторски карактеристики по кои се разликуваат неговите уникатни дела. Пирографијата е инаку термин кој што доаѓа од грчки и буквално значи пишување со оган. Таа вклучува користење на загреани метални алатки со кои се гори, во овој случај дрвени површини, и се добиваат прекрасни и разновидни уметнички изрази и мотиви кои што се имагинација на секој уметник. Оваа техника се применува најчесто на дрво, хартија и кожа, а боите кои што се добиваат се нијанси на кафена, односно сепија. Терминот пирографија е влезен во употреба на почетокот на 20 век. Без оглед на релативно новиот назив, таа се појавува во уметничките традиции на глобалните култури пред илјадници години и продолжува да еволуира, при тоа одговарајќи на потребите на одредени епохи. Пронајдени се предмети, украсени на овој начин, речиси секој континент. Хронолошки, доказите од Египет, Кина, Рим и Перу сугерираат дека таа била примитивна форма уште од античко време. Во династијата Хан во Кина била позната како вес со огнена игла. И денес пирографијата има и продолжува да има значење во уметноста на културите на луѓето ширум светот, а овие несекојдневни уметнички творби се од непроценливо значење, затоа што преку нив и нивна презентација и афирмација го задржуваме уникатниот, препознатлив профил на нашата култура и уметност. Поздрав до сите присутни. Благодарам за поддршката. Најпрво благодарам на иницијаторот на сето ова кустос Билјана Галабова, на директорката и на целиот персонал на музеј и галерија за зеленото светло. Благодарност до градоначалникот и Советот на општина Кавадарци за одобрената апликација и поддршката. На Тони Коцев
за дизајнот на каталогот и на плакатот. Да не мешаме баби и жаби. Уметник по вокација не сум. А колку помалку имаш знаење, толку е поголема храброста за овие 10 квадратни метри пирографска обработена површина. Бензинска пумпа ДМД Oil.